Кумановското културно лето започнува на 21 август и оваа година ќе понуди богата културно-забавна музичка програма за сите оние кои што сакаат да ги следат културните активности на градот Куманово. А годинава културното лето започнува со фестивалот на шегобини песни Тумбафест, кој оваа година одбележува 30 годишен јубилеј. Во следниве минути разговарам со Драган Јаким, директор на Тумбафест, а воедно и председател на Сдруженијето Етно Ризница, кој е организатор на фестивалот. Пак имаме можност да слушнеме што ќе понуди ова јубилејно фестивалско издание. Пред се здраво и честитки за овој голем 30 годишен јубилеј на Тумбафест, единствениот наш фестивал на шегубини песни кој што го негува дијалектот како културно и како наше историско наследство. Токму така и единствениот кај нас, меѓутоа и единствениот на светот кој ги негува дијалектите како историско-културно наследство, и ете тоа е отприлика и нашата мисија на Сдруженијето Етно Ризница, да ја зачуваме традицијата, да го сочуваме идентитетот и така натаму. Оваа година фестивалот се одржува по 13-ти пат, инаку првиот фестивал се одржал 1995 година, што ќе каже дека оваа година слави 30 годишен јубилеј. Една група на наши естрадни уметници, ентузијасти, 95-та година на фестивалот во Валандово договориле во Куманово да се прави фестивал на шегобина песна. Зошто во Куманово? Општо познато е дека кумановци се шегобици, боеми. Куманово го красат многу така градски херои, еден од нив е Батко Ѓорѓија, ние го воспевуваме во песните и така натаму. Оваа година, како и неколку години наназад, сме дел од Кумановското културно лето. Фестивалот се одржува во четврток од 20 часот на плоштадот во Куманово. Плоштадот на Батката. Да, токму, сите пејачи ја гледат статуата на Батко Ѓорѓија. Секоја година го воспевуваме Батко Ѓорѓи, Аленче Кумановче, кумановските сокаци, кумановската храна, боеми и така натаму. Меѓутоа, неколку години наназад веќе започнавме со еден малку поинаков третман на фестивалот. На фестивалот почнавме, освен македонскиот литературен јазик и кумановскиот дијалект, да се пеат песни и на други дијалекти. Така да пеевме на струмички, на кавадаречки, на ресенски, прилепски и така натаму. Исто така и оваа година имаме песна на кавадаречки, која ќе ја донесе Раде Рогожаров, имаме песна на ресенски, која ќе ја донесе Ташко Карамфиловски. Меѓутоа, најголем дел од песните сепак се на кумановски дијалект. Така и веќе ни откривте дел од изведувачите кои што ќе бидат оваа година на сцената на Тумбафест. Може ли да ни откриете кои уште имиња од нашава естрадна сцена ќе пеат во Куманово на овој Тумбафест? Да, ние оваа година имаме 18 песни. Освен што ги споменав пеачите, тука се и Ѓоко Ѓорчев, Јованка Јо, Катерина Брезева и групата Соната, неодминливо Нино Величковски, кој годинава ќе има дуетска песна со нашиот познат артист Горан Илич Гиле, а Горан Илич Гиле со неговата сопруга Кети Дончевска Илич, наши познати артисти, ќе бидат водители на самиот фестивал, и со самото тоа на некој начин ја менуваме концепцијата на фестивалот. На фестивалот, тој и секако не е стандарден како останатите фестивали, меѓутоа оваа година ќе има сосема поинаков
призвук, сосема поинаку ќе се однесуваме, ќе има одредени сценарија, ќе има доста шега, ќе има импровизации и така натаму. Така да претпоставувам дека оваа година на вистина Тумбафест ќе си заличи на вистински шегобиен фестивал. Сега кога велам шегобиен, песните да, се од шегобиен карактер. Меѓутоа, самиот фестивал и самите песни се доста сериозни. Низ самата шегобиност го отсликуваме моментот во кој живееме, ги раскажуваме случките што се случувале порано, предвидуваме каква ќе ни биде иднината, пееме за локални херои, пееме за вистински настани, така да секој текст, секоја песна си има една своја навистина приказна. И убаво кажавте на почеток дека таа шегобиност е препознатлива за кумановци. Тоа некако ви е нешто што е прва асоциација на вас, но токму таа карактеристика на кумановците да бидат шегобини, да бидат досетливи, сатирични, сето тоа си најде музичка форма токму во Тумбафест. Така, и мајтапот, значи, со сите оние карактеристики кои вие ги спомнавте, сето тоа склопено во една целина, значи ние водиме голема сметка текстовите да не поминат одредена црвена линија. Значи, сепак на еден шегобиен начин сакаме да ја отсликаме сегашноста. Например, пред некоја година имавме една песна која се викаше Европска, која зборуваше за нашиот пат кон Европа. Како што споменав, ги воспевуваме локалните јунаци. Минатата година, например, ресенската песна зборуваше за Иванка која е кукла, која младите невести се надпреваруваат и на Иван ден ги изнесуваат на плоштад куклите и која е најдобра кукла и младата невеста е ценета во градот и така натаму. Значи, нашите адети, обичаи и така натаму се обидуваме низ на еден шегобиен начин да ги прикажеме и доста често текстовите се од таков карактер што од прво слушање мислиш ова ептен шегобина песна. Меѓутоа, кога ќе и влезеш во сршта, кога ќе го разбереш, кога ќе ја разбереш поентата и пораката која песната ја носи со себе, веќе размислуваш дека ова е нешто сериозно. Сите тие хумористични, сатирични, шегобини, мајтабџиски песни што ќе бидат отпеани и оваа година на сцената на Тумбафест, секако ќе добијат и свој запис на CD, кое што е веќе во подготовка или веќе готово? Носечот на звук ние стандардно го правиме пред почетокот на фестивалот, сите оние пеачи, автори кои ќе дојдат, им го подаруваме. Значи, носачот на звук секогаш го правиме пред самиот фестивал, не после фестивалот. Оваа година уште би можеле да се пофалиме со тоа што иако 18 песни, мислам тоа е некој, да кажеме, стандард за организирање на одредени фестивали и манифестации, 18 песни ги створија дури 30 на автори. Самите автори се на некој начин позитивно поттикнати да ствараат за Тумбафест песни и нивното кажување е дека фестивалот Тумбафест им дозволува на некој начин на една широчина во нивното изразување. Така да навистина и веројатно и поради тоа песните се квалитетни. Еве, минатата година фестивалот беше навистина квалитетен и ние од организацијата се запрашавме како понатаму.
Меѓутоа, еве, поминува една година, се надеваме, дури сме сигурни дека овој фестивал ќе биде подобар и од минатиот и така да левел по левел одиме секоја година што се однесува до квалитетот во една нагорна линија. Да, полека, скромно, но стабилно чекорите и она што е очигледно дека збогатувате македонската музичка ризница со тие шеговини песни кои што ни се и такако потребни во овие не баш толку лесни едноставни времиња за живење. Секогаш е убаво да се слушне убава песна, а уште повеќе не расположува и не прави да бидеме поведри кога таа песна носи некоја шегобина порака или нота. Јас ви благодарам што за гледачите на телевизија Алфа ги споделивте со нас сите овие информации. Ви посакувам успешна реализација на ова јубилејно фестивалско издание на Тумбафест и тука сме и понатака да го следиме патот на Тумбафест, а сите што ќе бидат на 21 на плоштадот во Куманово им посакувам на вистина да уживаат од прва до последна песна и да си понесат преубави впечатоци од Тумбафест. Па, стана вообичаено, значи ќе има смеа до солзи, ракоплескања до вцрвенување на дланките. Еве, користам прилика најпрвен да се заблагодарам на телевизија Алфа што не само фестивалот и останатите активности на Сдруженијето Етно Ризница ги следи и навистина ви благодарам за отстапување на простор кај вас да се промовираме, да ги кажеме работите кои ги организираме. И еве, користам прилика сите граѓани да ги поканам во четврток во 20 часот, повелете во Куманово, плоштадот е голем, ќе ги собере сите кои ќе сакаат да дојдат. Кумановци се одлични, срдечни, домаќини расположени. Срдечни домаќини, храната е убава и така натаму. Ќе си се замезат со селјанче, суџук, сето она што е кумановски специјалитет и така натаму. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас за отстапениот простор.